od moj jagol. Mislim znači postojam. Се случуваат секакви нешта во нас и со нас. Во денешното време на невреме, на илјада начини повеќе се труди да се стекне материјално богатство и моќ, по секоја цена, па и по живот, за разлика од духовното, неважно на чија штета, иако е јасно дека вистинската среќа доаѓа и ја создава тоа што сме, а не тоа што го имаме. Какво време, какви генерации, колку алчност за живот со броени денови. Очигледно дека никогаш нема да се престане да се бара и сака повеќе од тоа што го дава судбината. Кога повеќе би се размислувало за својата судбина, за животот, би се увидело дека по некој непишан пат се оди кон среќата и тагата, кон радоста и возвишувањето, дека секое триумфално ауто или кариера не мора да одат преку прегазени пред себе без вратување назад. Иако сите сме создадени од ист материјал, станува се појасно дека сите не сме излиени од ист калап, што само по себе говори многу. Најчесто за своите неуспеси се сметаат виновни приликите и околностите и некои други таму. Тука се јавуваат и двата вида на граѓани. Оние кои може да бидат среќни, а не се, и оние кои бараат среќа, но не ја наоѓаат. Во која ли група треба да се биде? Многумина би биле многу подобри и посрекни кога би се грижале помалку за тугите нешта и случувања, збиднувања во соседството и во работниот круг. Многу е полесно да се разменат комплименти и убави работи, отколку отворени за скитани мисли многу често во денешно време. Но, за жал, не има секакви. И честни, и помалку такви. И подлизурковци, но и директни. А верували или не, има и неподмитливи. Тоа се најчесто оние од кои речиси ништо не зависи. Земено во целост, сите личат на една пролетна трева, додека едни зеленеат и растат, другите просто кажано се дават и венеат оден во ден. И тоа е само живот кој пишува приказни и продолженија на серии, а некои тоа го гледаат и крадат искуства како позитивни, така и многу негативни. Најмногу се сакани оние кои имаат исти доблести, а се мразат оние кои имаат исти мани. Може да се избегнат последици на злоба на своите непријатели, но никогаш нема да се избегнат последиците на сопствените гревови. Повеќето се дораснати да се пресметуваат со другите, но не се дораснати да се пресметаат со проблемите што едноставно доаѓаат и обкружуваат. Карактеристиката на великаните е на другите да им поставуваат многу помалку барања, отколку самите на себе. За да се успее, не смее да се дозволи почетниот неуспех да ве поколеба. На скалата од успехот не може да се искачи со рацете во джебови. Тајната се крие во постоењето на намерата пред се. Тука има уште два вида кои обично не успеваат. Оние кои се истегаат, лежат будни, и оние кои долго не се будат, иако се одамна станати. Има и такви кои имаат една способност и таа им е доволна. Способноста на успехот. За да се успее, треба да се има знаење и среќа, што представува една добра можност која овозможува да се искористи дадената и пред се поволна шанса. Секој голем успех е всушност и триумф на упорноста.
Успехот е дете на смелоста, а вербата во успехот е половина успех. Во исто време, да се биде и смел и опрезен е уметност на постоењето. Денеска се цени успехот, но не и заслугата. Славата и успехот не се простуваат во наши услови, а светот го цени успехот, но не и вредноста. Тука се и двата начини на воздигнување со сопствената вештина или пак со глупоста на другите. Ако се внимава на крајот како на почетокот, неуспехот може и да се спречи. Тешко е да се поднесе неуспех, но уште потешко е никогаш да не се обиде да се успее. Оној кој не е убав во 20-тата, силен во 30-тата, богат во 40-тата и мудар во 50-тата година, не се заборава. Правдата понекога спие, но никогаш не умира. Како се вели, човекот напредува како стеблото. Го обкружуваат додека е покриено со плодови, а кога плодовите ќе паднат, другите си одат во потрага по ново богато стебло. Како што нивата, иако плодна, не може да раѓа без обработка, така и човекот не може да создава без учење. Кога помалку би се грижело за тугите работи кои се неразбрани докрај, сигурно многу повеќе би се мислело и би се работело на работи кои се препознатливи и блиски за самиот човек. Мудриот човек не кажува се што мисли, но мисли се што ќе каже. Тој заборава се, освен своите грешки и своите добронамерници. Не се лоши времињата на живење, лоши се луѓето. Голема несреќа е кога не се знае што се сака, но вистинска катастрофа е кога не се знае што се може. Човекот за почит го почитуваат дури и оние што тоа и не се. Тој не само што не зборува глупости, туку едноставно и не ги слуша. Дел од насловите што не окупираат денес. Блокада. Празни железници, возови нема ни денес. Оставките на членовите на ДИК пред собранието. Трет обид за почеток на судењето против поранешниот градоначалник на Битола. Сообраќајот се одвива по претежно суви коловози, наместа појава на магла. После овие наслови нема коментар. Тој е ваш почитувани и единствен. Верувајте во себе и вашите определби во животот.